Христијан Мицкоски денес најави мега енергетска инвестиција вредна 460 милиони евра која ќе биде насочена во изградба на ветерен парк кој ќе се протега на појасот помеѓу Карбинци, Штип и Радовиш. Може би ова ќе е ексклузивна вест, но еве ќе кажеме очекуваме први странски директни инвестиции во земјата со новата влада. Тоа ќе биде објавено и ќе биде со фокус на секторот енергетика, со фокус на инсталирање нова ветерна фарма, што ќе биде во источниот дел од земјата, помеѓу Карбинци, Штип и Радовиш, три општини на истокот, и ќе биде голема инвестиција. Колку што сум информирани и според податоците со кои располагам во моментов, се предвидува производство на електрична енергија приближно 1 терават час, што е 1 милион мегават часови, што е 20%, приближно 20% од целокупното производство на енергија во земјата, и ова би било прва директна странска инвестиција која ќе ја објави новата влада во Македонија. Од увозник, Македонија во следниот период ќе биде извозник на струја, но со задолжително преорганизирање на енергетскиот пазар, најави идниот премиер Христијан Мицкоски на денешниот Македонски енергетски форум. Нашиот најголем приоритет во иднина ќе биде да ги балансираме од една страна енергетското тргување, бидејќи тековно сме земја на увоз, а од друга страна да креираме одржливи решенија во иднина, и тоа не зборуваме за декади, туку во следните месеци, години, каде што ќе мора да го преорганизираме нашиот пазар на електрична енергија, па лесно да станеме и наместо да увезуваме струја, да извезуваме струја. И ова ќе го избалансира нашето портфолио. Мицкоски ја спомна важноста од целосна гасификација на земјата како економски исплатлив енергенс. Ова е особено голема можност Македонија да биде значаен играч не само во пазарот со електрична енергија и трансакции кои што се прекугранични, туку и во смисла на снабдувањето со газ и прекуграничните трансакции. Па ова ќе биде особено важно за македонскиот енергетски пазар, земајќи предвид колкава е регионалната, а не само локалната важност. Може би сме мали, меѓутоа сме важни кога станува збор за припојување со соседните земји и пазари. Како нова влада, потенцира Мицкоски, не смее да ги исклучи социјалните аспекти во транзитирањето на енергетската слика на земјата, особено преминот во користење на обновливите енергетски ресурси наспроти досегашните, што предизвикуваат висок степен на загаденост и неекономска одржливост.